рекламите, време е за вестите на Ирис телевизија. Штип денес одбележа 72 години од ослободувањето. На свечената седница беа доделени наградата 8 ноември и 8 ноемвриските признанија. Годинава наградата отиде во јавното претпријатие ИСАР. Штип, градот под Исарот, денес одбележува 72 години од денот на ослободувањето 8 ноември. Прославата започна со полагање на цвеќе на споменикот на револуцијата на Исарот, а продолжи со свечена седница на која беа доделени традиционалната награда 8 ноември и признанијата 8 ноември. На свечената седница градоначалникот на Штип Илчо Захариев потенцираше дека слободата на Штип е натопена со крв на многу луѓе кои ги дадоа своите животи во народно-ослободителната војна. Се поставува прашањето дали ги исполнивме идеалите на сите оние млади на 18, 19, 20 години кои замина во партизани, кои направија возвишен чин, го жртваа својот живот, слободата на оваа држава, и дали овие 72 години слободен Штип и слободна Република Македонија го правда сето она што го имаа како желба за социјална правда, за образование, здравство, писменост, развој, економски раст. Мислам дека ги оправдавме нивните очекувања. Ако 1944 година ние Штип го затекнавме со град кој има помалку жители од 1941 година, ако градот го затекнавме со едно мало без жители, тоа е еврејското мало, каде нашите евреи 535 завршија во концентрационите логори на фашистичка Германија, ако ги дадоа своите животи нашите херои од Долани, од селото Драгоево, од селото Селц, Судик, и сите оние кои беа стрелани од селото Крупиште, кој беше изгорено до темел, лично мислам дека генерациите кои денеска сме овде, мораме постојано да мислиме на таа историја, затоа што тешко се формира држава. Захариев нагласи дека Штип е лидер во регионот и дека она што е направено, оние кои ќе бидат раководство на градот под Исарот, не треба да го заборават и треба да го негуваат и надградуваат. Јас сум сигурен дека после мајната година градоначалникот што ќе дојде после мене, затоа што прав политичар не се заколва за своето столче, туку размислува дека еден ден ќе се оди. Ќе бидеме горди, а и вие што живеете во овој град, затоа што вашите пријатели кога дојдат, а не биле пред 4 години, пред 4 години гледаат веќе нов град. Бизнисмените се мотивирани да инвестираат. Нашите професори на угада од другите градови се спремни да се купуваат тука станови. Сите вработени во Актива и во другите компании, дали Johnson Controls, Technical Textile, што доаѓаат од другите градови, се мотивирани да купуваат станови овде. И затоа Штип е лидер во државата. Годинава наградата 8 ноември отиде во јавното претпријатие ИСАР за сиот ангажман во изминатите 4 години. Во овој период реализирана е обнова на бањата Кежовица, во тека обновата на тушевите, успешно остварување на проектите за уредување на коритото на река Отиња и така натаму. Да бидеме носители на едно вакво големо признание за јавното претпријатие значи чест, но истовремено и голема обврска. Значи сите активности со кои што јавното претпријатие се бави, да ги продолжиме со ист интензитет, дури и посилно. Носители на 8 ноемвриските признанија се службата за итна медицинска помош, приватната компанија Семак Фешн, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, која одбележува 70 години постоење, како и дуото Грациозо составено од доктор Невенка Дуковска и магистер Кристина Палија. Оваа награда представува за нас еден дополнителен стимул да можеме да ги извршуваме подобро нашите работни задачи. Инаку пред 40 години библиотеката ја има добиено 8 ноемвриската награда за проектното решение за изгледот на самиот објект, меѓутоа ова многу ни значи. Оваа награда ја посветуваме пред се на нашите читатели, затоа што ние постоиме за нив, секако на целиот тим од библиотеката и на сите мои предходници, кои помалку или повеќе дале свој придонес за успешно функционирање на установата. Има целосно добрба во нас и ни ја додели оваа награда во областа на културата за афирмација на оваа општина, надвор низ другите градови, но и надвор од Републиката. Ние годинава и изминатите години имавме чест да настапиме на сцените низ Австрија, Словенија, Шпанија, Италија, дури стигнавме до континентот Африка, имавме турнеа низ Мароко,
каде што имавме неверојатни концерти и годинава се надеваме ќе продолжиме исто така да оправдаме наградата и да наставиме во уште повеќе вакви настапи, фестивали и концерти. Изминати 2 години учествуваме на Штипско културно лето. Се надеваме дека и ова година ќе ви се представиме со изворедна програма. Во своето обраќање на свечената седница, председателот на Советот доктор Владко Миташев укажа на потребата од заедништво во овие пресудни мигови за земјата. После свечената седница беше отворена традиционалната изложба на Друштвото на ликовни уметници на Штип во фојето на Националната установа Центар за култура Ацо Шопов. Друштвото постои 49 години, а до година значи славиме 50 години јубилеј од постоењето и нова 49 годишна изложба со 2 дела скулптури во материјал бронз. Мојот начин на изразување, мојот стил на изразување е еден абстрактен геометризам, кој што во едната форма е представена фигурацијата, а во другата асоцијативната форма. Ова година јас учествувам само со едно дело, именувано како крајовидение. Ако нешто значи зборот, тоа е тоа. По повод честувањето на Денот на ослободувањето на Штип 8 ноември беа промовирани и докторите на науки. Штип доби 11 доктори на науки. На традиционалната Митровденска средба беа промовирани новите доктори на науки од областа на техничките, медицинските, економските, историски науки и од областа на музиката. На 15-тите Митровденски средби во Штипската библиотека денеска беа промовирани 11 доктори на науки, кои во текот на минатата година се стекнале со звањето доктори на науки. Штип доби доктори на науки од областа на техничките, медицинските, економските, историските науки и од областа на музичката педагогија. Афродита Зенделска, Гордана Камчева, Дарко Арнаудовски, Емилија Здравева Лежајќа, Сонја Николова, Страхил Газепов, Христина Серафимовска, Викторија Максимова, Стојанче Мијалковски, Ленче Насева и Данче Василева во текот на годината ги одбраниле своите трудови. Обработувам тема од областа на предприемништвото и иновациите, значи со оглед на денешното турбулентно обкружување, каде предпријатијата интензивно конкурираат меѓусебно по различни основи. Сметам дека оваа тема, темата на иновативноста, е посебно значајна ако се земе предвид дека во суштина тоа представува почетен развој бизнис почетен развојен импулс на секој бизнис. Предмет на мојата докторска дисертација беше теоретско и аналитичко проучување на улогата на двајцата македонски композитори Сотир Голабовски и Благој Цанев и нивниот допринос и улога во развојот на македонската музичка педагогија, музичко образование и култура. Оваа година докторирав на една исклучително оспорувана тема досега во македонската историографија. Тоа беше Методија Шаторов Шарло. Конкретно насловот на темата беше Методија Шаторов Шарло, неговото место и улога во македонското национално ослободително движење. Беше еден од последните ликови анатемисани во изминатиот период, посебно во периодот од 1941 година па до 1991 година. Ректорот на Штипскиот универзитет Блажо Боев вели дека е добро што Штип секоја година промовира нови доктори на науки, кои своето место го наоѓаат токму и на некој од факултетите. Универзитетот е отворена структура за сите оние кои сметаат дека може да пристапат на него и да дадат принос на него. Јас како ректор на универзитетот секој ќе одржам таа активност до последни граници, дека секој млад човек кој има стекнато врвно образование и добро образование на било кој, да кажеме, добар универзитет, би имал место на универзитетот. Мислам дека ова е добра традиција на градот Штип. Штип е универзитетски град и мислам дека со се поголемата количина доктори на науки кои се, да кажеме, формираат во овој град, се менува општената свест, мислењето, да кажеме, самата култура на живењето во градот и мислам дека тоа ќе биде многу важен придонес во едината и развојот на овој град. Националната универзитетска библиотека Гоце Делчев годинава 15-тите Митровденски средби ги посветува на двајца познати штипјани кои со својата работа, но и научните трудови и знаење даваат голем придонес за заедницата. Тоа се професор доктор Методи Чепреганов и професор доктор Душко Цацков. Тоа се доктори на кои што треба секако да се угледаат сите млади генерации, сите идни научници и истражувачи.
доктори на науки за кои оваа година библиотеката изготвува 2 библиографии во рамки на библиографскиот центар на самата установа. Наредната година Штипската библиотека ќе објави монографија за колку доктори на науки има градот Подисарот. Во предвечерието на 8 ноември, денот на ослободувањето на градот Штип, се одржаа традиционалните улични ноќни трки. Традиционално во предвечерието на Митровден, а во чест на празникот на градот во Штип се организираат ноќни трки. Некојаш тие беа вистинска атракција, собирајќи ги најдобрите тркачи од градот па и Републиката Македонија, а денес ноќните трки ги одбележуваат надпреварувачи само на локално ниво. Општина Штип традиционално организира и оваа година ноќната трка, на која што учество земаат учениците од основните и средните училишта, како и припадниците на Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија и Универзитетот Гоце Делчев. Значи трката ќе биде поделена во категории, машка и женска категорија и поделена во 6 и 7 одделение ќе трчаат една трка, 8 и 9 втора трка, и средните училишта исто така ќе бидат поделени во 2 трки, прва и втора и трета четврта година, и последната трка е припадниците на Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и Универзитетот Гоце Делчев. Значи вкупно ќе имаме 9 трки и вкупно учесници имаме околу 220. Секако како добри домаќини обезбедивте и награди за најдобрите. Да, како и секоја година, така и оваа година обезбедени се златна, сребрена и бронзена медалја. Ноќните трки се радо прифатени кај младите ученици и се проседени со нивно масовно учество. Затоа во иднина тие би требало да имаат посоодветни услови за настан со ваква традиција и на ваков празник на градот. Искуството вели дека токму ваквите трки може да бидат одскоча даска за некои идни таленти кои ќе си ја креираат понатамошната спортска кариера. Еве да истакнем од помладите генерации Димитар Илиев и Кристијан Китанов, кои што секако се гордост за нашиот град со нивните резултати. Митровден се славеше и во селото Селце. Верниците го посетија ново изградениот храм, се помолија за здравје и берикет, а денот за славење не помина без манастирската манџа, која денеска вкусија повеќе од 300 гости од градот и околните села. Сутрински богослужби во православните храмови полни со верници започна славењето на празникот посветен на Свети Димитрий, кај народот познати како Митровден. Голем број верници денеска се собраа и во ново изградениот храм во чест на светителот во штипското село Селце. Се поклонија на иконата, оставија дарови, поделија погачи, запалија свеќи, се помолија за здравје и берикет во домот. Палиме светички, однесеме си дарчи. За здравје, за се добро Господ нека дава. Митровден е голем празник за нас, кој влечеме корени од тука и кој одамна го напуштивме селото. Не собра повторно да се видиме и да не се заборавиме, кажаа верниците. Беме се забравиле. Не се познаваме брчели. Овај тука што го направи Ѓоре ово, ние сме први брчели. И со неговите деца моите не се познава. Не се знае. Многу сум срекна. Јас мајка ми е тука родом од ова село и тука сам растела како дете и ми е многу мило. Добро што се уведе да овај манастир секоја година му се дава важност на Свети Димитрий односно на празникот Митровден. Доскоро селото немаше црква, се изгради со донација на жител на селото кој заминал во Австралија. По 50 години му си исполни желбата да направи црква. Желбата е остварена благодарение на сите, на селаните и на преку општината, преку црква со сите, сечија помош беше добродошла. Тивко на оган се крчкаше и манастирската манџа. Главниот мајстор денеска треба да ги нагости сите кои дојдоа на црква. Овшко и компир, ситно дробено месо и овчето и компиро и зарзавати. Од зарзавати што постои се. И се готве за 300 души. Култот кон Свети Димитрий е голем кај православните верници, пострадал за Христовата вера, а до ден денес се верува дека неговите мошти се исцелителни, поради што е познат и како мироточив. Дури проповедал за Христа, затоа бил затворен, измачуван и убиен. После неговата смрт, од неговото тело почнало да тече миро и многу луѓе болни и од секакви потреби доаѓале на неговиот гроб, се лекувале и излекувале. И затоа и самиот Свети великомученик Димитрий Солунски е наречен и мироточив.
Митровден со години се слави во населбата Караорман, а освен во селци, гости се чекаат и овде. По обичај домакинките за овој ден прават сарма со прас, која се принесува на гостите за вечера, кои ќе дојдат на домашната слава. По Скопје и Велес Параклис, посветен на светите Кузман и Дамјан, ќе се гради и во болничкиот двор во Штип. Малата црква ќе се гради со пари од диаспората, а темелите ќе бидат удрени на 14 ноември, кога се празнува денот. Штипската клиничка болница ќе добие своја црква. Во дворот новаа здравствена институција, наредната недела ќе бидат ставени темелите на црква, која ќе биде посветена на светите Кузман и Дамјан, кои биле лекари. Почитуваниот господин Иларион ми објасни дека станува збор за старословенски збор, кој што се уште се користи во рускиот јазик, колку што разбрав. Зборот врачи, значи лекари, тие биле лекари, без сребреници, односно бесплатно го лекувале народот, така да содействува спрема болницата да биде и самата таа црквичка посветена на лекарската, односно медицинската дејност. Малата црква која во наредниот период ќе никне во болничкиот двор ги има потребните дозволи, а незината изградба ќе се финансира со пари од диаспората. Наши македонски иселеници дадоа донација во соработка со македонската црква, односно со почитуваниот господин митрополитот Брегалнич и господинот Иларион. Се добиени нели сите дозволи соодветни од општината, од министерството се дадени пасови. Се интегрира во еден многу мал простор кој што нема да смета на нормалниот тек на пациентите и работата на болницата. Не само Штипската болница ќе има црква во болничкиот двор. Црква посветена на светите Кузман и Дамјан пред 5 години беше изградена и во Велешката општа болница, а болнички Параклис има и во кругот на државната болница во Скопје. Зрновци конечно ќе добие нов мост со средства од Европската Унија. Ќе се гради нов мост на местото каде што во поплавите настрада овој стар мост. Мостот на река Брегалница, што ја поврзува општина Зрновци со источниот регион, конечно ќе се гради. Во тек се подготвителните градежни работи. На местото на стариот и дотраен мост, што страдаше од поплавите минатата година, ќе биде изграден нов со должина од 100 метри и ќе биде поставен на 8 носечки столбови. Изведувач на работите ќе бидат компаниите Фросине и Гранит од Скопје. Општина Зрновци ќе започне со поставување на бетонски пропусти како можност за сообраќајно решение преку реката Брегалница за лесни моторни возила. Паралелно со ова очекуваме компанијата, избрана за изведувач на градежните работи на местото Фросине и Гранит, деновиве да започнат со своите активности со отстранување на оштетениот мост и градба на нов. Средствата за овој мост се обезбедени од Европската Унија од програмата за штети од поплавите во 2015 година. Овие средства се добиени преку UNDP кои ја спроведува тендерската постапка за реализација на мостот. Кривична и 30-дневен притвор на 59-годишен жител на Свети Николско Горобинци, кој вчера извршил полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Случајот во полицијата го пријавиле родителите. Нов случај на полов напад над малолетник во Свети Николско. За напад врз дете кое не наполнило 14 години, осомничен од полицијата е 59 годишен жител на Свети Николското село Горобинци. Пријавениот според полицијата минатиот месец го одвел 6-годишното девојче дома и блуднечел пред неа. Инаку осомничениот бил сосед на девојчето кое тој ден си играло во дворот, а тој ја повикал дома да ја даде батерии за радиото. Откако пред неа извршил полови дејствија, девојчето уплашено побегнало дома и се и раскажало на родителите кои го пријавиле случајот во полицијата. 59-годишниот педофил од Горобинци заработи кривична пријава, а судија во претходна постапка му одреди притвор во трајање од 30 дена. Ова не е прв случај на полов напад врз малолетник во Свети Николско. Предходно 29-годишен Свети Николчанец се соблече на улица покажувајќи ја интимата пред 15-годишно девојче.
Кривично од полицијата заработи и 41 годишен Свети Николченец, кој полово се задоволувал пред 9 годишно девојче во влезот на зграда. Ме вртат коските, ке се менува времето е реплика со која најчесто лицата со ревматични заболувања предскажуваат дека ќе настане промена на температурата. Променливото време ги кутна хронично болните. На главоболки и промени на крвниот притисок најчесто се жалат пациентите. Променливото време ги кутна хронично болните. На мета на температурните разлики се лицата со ревматични заболувања. 78-годишната штипјанка Катерина Рабаджиска вели дека вртежите во нозите и се јасен сигнал дека времето ќе се менува. Промена на време, нози болат, кичма боле, се боле. Па пијам за притисок, пијам повремено аналгини. Пијам неко антианалгетици и така. Ако има фајда, има, мачкам се нешто. Што да правим? Постојано кога се мене времето имате проблеми? Па има проблеми, нормално си е тоа стар човек. Дека ревматските заболувања се одличен сигнал кој предскажуваат промени во температурата, потврдуваат и другите граѓани, кои покрај болки во екстремитетите се жалат и на покачен крвен притисок и главоболки. Пијам апчиња, одам на доктор, ќе ми кажат тоа. Често кога се има промена на време, имате и вие проблеми? Да, има. Што најчесто ви се случува? Плешката ми боли. По болки, ево, грб, нога, некој пат грчеви има и така. Значи, спрема времето и луѓето. Секој втор човек е метеопат, велат лекарите. На секоја промена на времето нашето тело реагира. Кај некого симптомите се поблаги, а кај други потребна и соодветна терапија. Ни треба време додека нашиот биолошки часовник се адаптира на сите тие промени. И ние реагираме на некој начин, значи главоболки, малаксаност, апатија, немање волја, сила, меѓутоа тоа трае одреден временски период. Метеопатите најчесто се личности кои работат затворени во канцеларии. Поредко промените на временските температури ги поднесуваат луѓето кои работат на отворени простори. Локални лидери на југоисточна Европа нуди паметни решенија за паметен комунален бизнис. 40 комунални предпријатија во Босна и Херцеговина се обучуваат како да ги решат проблемите со водоснабдувањето и отпадните води. Во моментот 40 општини во Босна и Херцеговина се вклучени во проекти за решавање на водоснабдувањето и проблемот со отпадните води врз основа на средства кои ги добиваат од меѓународните финансиски институции. Општините се со различен степен на развиеност и во различни фази од реализација на проектите. Локалните самоуправи во соработка со јавните комунални предпријатија треба да понудат побрзи, поквалитетни и поевтини услуги за своите граѓани, а токму проектот Локални лидери во Југоисточна Европа нуди паметни решенија за паметен комунален бизнис. Mi se nadamo također da će ovo biti prepoznato i od viših nivoa vlasti i da se aktivno uključi u ovu problematiku kako bi se riješilo taj problem vodosnabdjevanja i odvodnje. 20 представници на локалните самоуправи и јавни комунални предпријатија од западниот дел на Босна и Херцеговина се состанаа во Бихач за да се запознаат со 5 модули на обуки, посебно дизајнирани според нивните потреби, а ќе им користат во подигање на сопствените капацитети за апсорбција на донаторски и кредитни средства. Mi smo svjesni da u posljednje vrijeme novaca u budžetima je sve manje, postoje mogućnosti za sufinanciranje kako od međunarodnih organizacija, tako i od određenih kreditnih institucija. Međutim, zato nam je vrlo bitno da pripremimo jedan kvalitetan projekat. Во градот Зеница ќе започне реконструкцијата на водоводната мрежа, но уште позначено е тоа што во зародише идејата за обработка на отпадните води. Проект кој допрва треба да се осмисли, подготви и аплицира, но воедно и да ги исполнува стандардите кои ги бара Европската унија. Овие обуки се наменети токму за тој сегмент. Значи nije to ono samo knjiški, već na stvarno tjeraju da razmišljamo o stvarnim problemima na terenu i ono što je nama bitno šta nas čeka. Покрај размената на искуства на теоретски план, учесниците имаа и практична настава. Поточно ја посетија пречистителната станица за отпадни води на Бихач, која е во самата завршна фаза. To su projekti koji su izuzetno zahtjevni. Ovog momenta na tom projektu radi 150 ljudi, radnika nekakvih tamo koji rade na terenu, pa do onih koji vrše na neki način nadzor, inspekciju i tako dalje. Tu je uključeno nekoliko vrlo eminentnih firmi. Imamo nadzor i od strane KfW banke, od strane ljudi iz Njemačke, od strane ljudi iz Austrije i tako dalje. Dakle, vrlo jedan kompleksna stvar.
Самите тренери се високо способени за апликација на големи инфраструктурни проекти во тек на изминатиот едногодишен период преку проектот на ГИС, отворениот регионален фонд за модернизација на општинските услуги, но и се со богато теренско искуство. Mi smo zapravo profesionalci koji i praktično rade na takvim projektima i na takav način ćemo i kroz praktične vježbe i potičući razmjenu iskustava između općina pokušati prenijeti svoja znanja, iskustva i sudionicima ovih obuka. Поради можноста од споделба на практични искуства, Бихач беше избран за домаќин на првата обука во Федерацијата Босна и Херцеговина, а следната ќе се одржи во Сараево. Од Националната конференција за Босна и Херцеговина, од Бихач на реката Уна, за Ирис телевизија, Трајан Ристовски. Младите борачи на Балканец настапија на меѓународниот турнир Серафим Барзакој, што се одржа во градот Петрич, Република Бугарија. 12 млади бораци на Балканец, предводени од тренерите Гордан Николов и Давор Тасов, настапија на традиционалниот турнир во борење слободен стил во градот Петрич, Бугарија. Од нив повеќемина се представија во добро светло и постигнаа одлични резултати. Во категорија до 35 кг Стефан Штерово го освои првото место. Во категорија до 38 кг Ненан Панов го освои второто место, а трети место во своите категории освоија Филип Тасев, Давид Мишев, Окан Мамудов и Петар Костов. Младите борачи на Балканец настапија на меморијалниот турнир Антонов Колев, што се одржа во Кочени и освоија 2 први, 5 втори и 3 трети места. И тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. За повеќе вести посетете на iris.mk. Пријатно!